Почитувани, СДС кандидира силеџии и деликвенти за градоначалници. Чист пример за тоа е тепачот Митовски од Крива Паланка. Градоначалникот тепач Сашко Митовски, кој глуми некаква жртва во јавноста, всушност е човек кој има добиено кривични пријави за злоупотреба на службена положба. Една за невршење на должен надзор и една за бесправно поставување на урбана опрема. А да не заборавиме дека е осуден и за тепање на полициски службеник под дејство на алкохол. Ваков човек како Митовски не смее да биде градоначалник. Тепачот Митовски бил навикнат во власт на СДС дека може да прави се што сака, бидејќи законот не важел за него. Но мораме да го разочараме, затоа што веќе како до сега нема. За секое кршење на закон за кој ќе се утврди вина, мора да има одговорност. Мора да запре времето на градоначалници кои ги тепаат своите сограѓани и утредента негираат и продолжуваат како ништо да не било. Не може да се крши закон, да не се врши должен надзор, бесправно да се става урбана опрема на угостителски објект на свој брат. Едноставно ова мора да запре. СДС и Митовски мислат дека доколку се на функција се заштитени и можат да прават што сакаат. СДС и Митовски не се навикнати на одговорност и затоа сега се бунтуваат и глумат жртви. Уште еднаш го повикуваме јавното обвинителство да постапи, бидејќи секој еден мора да биде еднаков пред законот. Ви благодарам. Доколку имаме прашања, повелете. Манастирски веќе одностотките за локалните избори кај сите партии се во тек. Вие веќе имате објавено преку 50 на веќе началници. Докаде се преговорите со партнерите во вашата коалиција? Докаде се преговорите со владините коалициони партнери, Движењето Знам и Влем? Дали ќе настапувате заеднички во првиот круг, дали ќе настапувате после заеднички во вториот круг, дали се поделени веќе позициите меѓу партнерите и така? Да, благодарам на прашањето. Во, како што напоменавте, веќе скоро над 40 на кандидати за градоначалници, вклучително и за градот Скопје. Сите кандидати веќе се на терен помеѓу граѓаните, каде што навистина поддршката е огромна и тоа може да се види. Во однос на оние, да речеме, владина коалиција со Влен и Знам, во тек се и со нив разговори, има состаноци и очекувам дека во текот на следниот месец ќе се официализираат сите останати кандидати, така да ве замолам да оставиме уште малку време и простор да се утврдат и кандидатите. А дали ќе оставите простор на некои ваши коалициони во вашата коалиција за определени градоначалнички места? Мислам дека до крајот на месецов, уште неколку дена, ако не се лажам, ќе има и седница на извршниот комитет на партијата, каде што ќе се разговара и за следните кандидати за градоначалници, така да оставиме сепак на времето и за кратко ќе биде јавноста информирана.